сршта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија председателот Бранко Црвенковски. Меѓутоа, поради средби со представници на дипломатскиот кор, не може да присуствуваат на вечерашниот марш. Со нас вечерва на вечерашниот марш за демократијата и слободата против тоталитаризмот и режимот на оваа власт е нашата и секогаш почитуваната подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господја Ана Павловска-Данева. Добро вечер, Тилчево, добро вечер, храбри соборци, драги отпораши. Овде сме вечерва за повторно и повторно да зборуваме за 24 декември, за црниот понеделник. За да не дозволиме никогаш да се заборави и за силно да порачаме дека ние нема да опростиме. Овде сме во исто време за да им порачаме на сите оние кои велат дека сме малку, дека сме разделени, дека не сме единствени. Да им препорачаме на оние млади луѓе кои од штабот на ДПМНЕ седат и не пребројуваат. Да му препорачаме на Груевски кој ќе ги гледа овие снимки по социјалните мрежи, бидејќи по телевизиите нема да дозволи да одат, дека сме овде заедно собрани и другарки и другари, и сестри и браќа, и господи и господа. Сите заедно на едно место. И луѓе кои се поддржувачи, симпатизери и активисти на СДСМ, и на ВМРО Народна, и на Достоинство, и на Обединети, и на ЛДП, и на НСДП, на целиот сојуз за еднината, но и обични граѓани кои никогаш досега со политика немале никаква допирна точка, но кои сакаат да им обезбедат светла и слободна иднина на своите внуци. И не има се повеќе. На овој начин сакаме да им порачаме дека ставаме крај на теророт, крај на газењето на демократијата. Почитувани граѓани, сакам да ве уведам дека вашето денешно присуство, како и вашето излегување по улиците секој речиси ден во изминативе 45 дена, значи за секој од нас поединечно, за секој од вас што бил присутен на барем еден ваков протест, испишување и станување дел од историјата на Македонија. Груевски на 24 декември започна едно ново црно поглавје во новата историја на Република Македонија. Ама ние сите заедно, со ваквиве денешни протести, со кревањето на гласот, со кревањето на тупаницата, со присуствувањето, со земјањето, со мрзењето по студот, ќе ставиме крај на темното поглавје и ќе испишеме ново, слободарско поглавје на македонската историја. 4 години речиси не го слушнавме председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Имаме нем председател. И одеднаш се појави пред неколку дена со идеја, комисија која што ќе го реши случајот на 24, пред 24, во собранието, пред собранието. Сакам да му порачам на Ѓорѓе Иванов. Нас не ни пречи комисија која ќе заседава и ќе решава и ќе открива чива била вината. Меѓутоа, Џоле, 5 експерти, домашни или странски, не можат да го заменат гласот на овој цел народ. Не можат да го заменат гласот на народот кој во овој момент е секој ден секаде на улиците ширум Македонија. Нека си кажат експертите што имаат да кажат. Нека се состави комисијата, нека заседава, нека одлучува чива била вината, правна ли била, политичка ли била. Ама не може комисијата да го спречи, да го субституира, да го замени гласот на народот. А гласот свој народот ќе го каже само и само на предвремени парламентарни избори. Народот ќе пресуди. Народниот суд не може ниту еден експерт да го замени.
Не може ниту 6 телохранители што Груевски ги плаќа со наши пари, со буџетски пари. Не може тие да го одбранат од народната казна. Народот дава, народот зема. Затоа бараме ни повеќе ни помалку, ништо посебно. Само да се овозможат услови за слободни, за фер, вонредни парламентарни избори. Па нека пресудат граѓаните, па нека каже овој народ каква Македонија сака. Она замолкната, со свитка на кичма, подценета и смевана од меѓународната заедница, барокната Македонија, што ни ја создаде Груевски, или демократска, слободна, просперитетна Македонија, што сакаме да добиеме шанса ние да ја овозможиме. Сака иднина за нашите деца во долгови во душа, до гуша, или пак сака народот иднина, што ќе значи стоп на задолжувањата, развој на економијата и пред се демократија и слобода. Почитувани граѓани, од секој град, а секој ден патуваме и сме во сите можни градови, села, општини, секаде каде што има луѓе, и се обраќаме на овие граѓански парламенти и од секој град повторно го порачувам и пак ќе го порачувам следново. И на Трајко Велјановски, и на Јанкуловска, и на Стабревски, и на Груевски. За нас парламентот ваш не постои. Храмот на демократијата вие го претворивте во срам за демократијата. За нас ова е парламентот, народниот парламент, граѓанскиот парламент. И затоа Трајко, и затоа Гордана, и затоа Груевски. Ајде пробајте од овде да не изфрлите. Пробајте овде да ни се приближите. Каде се вашите вооружени загари што ни ги пуштивте во собранието? Каде се сега меѓу овој народ да поминат? Можат ли да поминат? Можат ли да стигнат до нас? Можат ли сега да не фрлат, да не тегнат и да не тепаат? Така е. Почитувани граѓани, јас сум воедно убедена. Сите ние овде заедно собрани, со сите наши разлики што ги носиме со себе, и идеолошки, и политички, и партиски. Ние сме сите собрани под едно знаме, знамето на слободата, знамето на демократијата, знамето на Република Македонија. И како што завршува нашата химна, химната на нашата држава, така и јас ќе завршам денеска. Македонија слободна, слободно ќе живее. Да живее Македонија, да живее Сојузот за еднината.